Посланието на апостолот Павле е една од по мене така комплексните, а истовремено возбудливи и на многу начини едноставни пораки кои Павле има да ги порача на црквата. Од општа и од книжевна, дури од правна, дури од реторичка смисла, ова писмо може да се проучува како вистински бисер на древната книжевност. Како вистински бисер на тоа како повторно Павле, како човек кој е вдахновен од Бог, истовремено ги користи сите можни дарби кои Бог му го дал да создаде едно писмо кое до денешен ден се чита и се проучува и кое до денешен ден оние што добри ги познаваат и оригиналот на јазикот и сите тие нешта кои одат заедно со тоа се воодушевуваат на неговата содржина, на комплексноста која истовремено испорачува таква едноставна и силна порака. А тоа е местото по кое, значи, Павле кој ја пишува на црквата во Рим, а на заедницата е Рим, се уште ја нема лично запознаено. Тој им кажува, јас би сакал да дојдам еднаш кај вас. И тој сака на нив да им зборува, да им каже, вика, јас сум тука за да го проповедам тоа евангелие. А кој е пак тоа евангелие? Вика, а тоа евангелие е она кое тој го добил, или која целата црква го добила преку апостолите од Исус Христос кој проповедал во Јудеја, поточно во Ерусалим. Во тој град Исус Христос дошол и таму тој на таа територија проповедал. Што проповедал? Евангелието кое во превод значи радосна вест. И тука сега, ако се вратиме неколку поглавија понапред, или поназад, на кај првото поглавие, ќе видиме што апостолот Павле смета да им каже по прашање на Евангелието на оваа заедница која се наоѓа во Рим. Пишува вака: зашто јас не се срамам од Евангелието на Христос, бидејќи тоа е сила Божја која го спасува секого што верува, прво јудеец, а потоа и елин. Бидејќи во него се открива правдата Божја, од верата и во верата, како што е напишено, праведниот преку верата ќе живее. Тоа е во Римјаните првото поглавие, 16 и 17 стих. И сега јас едно реторичко прашање да поставам. А зошто некој би се срамил од Евангелието? Зошто Павле има потреба да напише, а јас не се срамувам од Евангелието? Зошто им го пишува тоа? Затоа што пораката на Евангелието во времето кога оваа порака доаѓа е скандалозна. Камен на сопнување, тоа значи скандалон, тоа значи зборот од каде што доаѓа скандал. Камен на сопнување Евангелието и радосната вест. Затоа што пораката на Евангелието е радикално различна од онаа што тогашниот свет посебно ја имал и верувал дека треба да ја следи и да ја проповеда. Пораката на Евангелието отскокнува од сите стандардни очекувања на општото човештво, посебно во тоа време. Ова е пораката на благодатта или пораката на Божјата милост. И може би ова за нас во моментов може да звучи чудно во суштина, бидејќи иако оваа порака и денешен ден знае да биде скандалозна за оние кои не ја признаваат, сепак западната цивилизација на многу што е втемелена на пораката на Евангелието. И затоа на нас идејата за милоста не ни е толку туѓа. Може би е отуѓена, може би на некои нови генерации им е уште повеќе недостапна, но сеедно не до толку далечна, како што била на овие луѓе кога Павле ги пишува овие зборови. Овие зборови што Павле ги пишува се само не нормални во времето кога тој ги пишува. Спасението, ако воопшто било понудено во некоја во некој си религиозен светоглед, е далеку дадена по милост, а уште помалку по вера. Не е дадена по овие две главни квалификации за кои што апостолот Павле пишува. А милоста и верата се двата клучни елементи по кои што ние сме помирени со Бог. И тоа Павле го пишува во ова послание.
И една интересна паралела може да се открие во посланието кое Павле го пишува до Коринтијаните, второто послание, во 5 глава, од 11 до 21 стих, каде што тој зборува дека почнува таму, откако ги опишува сите оние проблеми со кои што се соочува црквата во Коринт, тој ќе каже, а ние сега со Божја стравопочит. И продолжува да зборува и кон крајот на овој текст кажува, вие сте сега, значи Божји амбасадори, вие сте Божји мисионери, Бог ве праќа да ја пренесете оваа порака и, а која е пораката? Да се помирите со Бог. Бидејќи, што вика, Бог него го направи грев, за вие да станете што? Божја праведност. Вау! Па не е ни чудо дека кога луѓето ќе га слушнат оваа порака во времето кога се друго е сосема противречно, не само различно, туку противречно од ова што ова Евангелие го проповеда, дека всушност ќе сметаат дека ова е лудост. Меѓутоа Павле и тука и таму користи еден избор. Помирување. Помирување со Бог и помирување едни со други. А кога им пишува, тој и на коринтијаните, а и кога им пишува на римјаните, која е неговата цел? Неговата цел е да дојде до овие две места, или поточно до Рим, се уште нема отидено таму, за да може да собере доброволен прилог за црквата која се наоѓа во тешка ситуација во Ерусалим. И вика, ова помирувањето меѓу Бог и луѓето создава и помирување меѓу луѓето едни со други. Ова е пораката на милоста, ова е пораката на Божјата благодат. Изгоре на оваа милост и оваа вера се манифестација и одговор на Божјиот чин на спасение, кое се состои меѓу другото од судењето, мачењето, распнувањето, смртта, воскресението и вознесението на Исус Христос. За многумина во тоа време, дали тоа биле евреи или пак пагани елини, ова е шокантна порака. Тие не можат да се соземат колку радикална е оваа порака за која што Павле зборува. И затоа Павле вели, не се срамам од Евангелието. Зошто? Бидејќи тоа создава на крајот, во 5 стих од 5 поглавие, се раѓа, што се раѓа? Надеж која никогаш нема да разочара, никогаш не разочарува. Ако некогаш оваа порака е секогаш свежа, оваа порака е секогаш точна, оваа порака е секогаш потребна, ама посебно во време како што живееме сега, оваа порака е од суштинска важност. Драги браќа и сестри, ние кои го следиме Исус Христос, ја имаме пораката на сите пораки, надежта која никогаш нема да разочара. И затоа ние не треба да бидеме исплашени, ниту пак од друга страна да бидеме разочарани. Ние не мораме ништо од ова да правиме, бидејќи знаеме каде лежи нашата доверба, каде лежи нашата надеж. Бидејќи Павле не се срами од ова Евангелие. Тоа е засновано врз надежта која е дадена, која никогаш нема да не посрамати. Зошто? Затоа што таа надеж е сигурна и загарантирана. А како е таа надеж сигурна и загарантирана? Како со опишаните плодови, дека на овој начин можеме да размислуваме дека надежта нема да не посрамоти. Зошто нема да не посрамоти? Заради три нешта. Прво, сега ние имаме мир со Бог, помирени сме со Бог. Тоа е првиот стих. Во вториот стих, во првиот дел вика, добиваме и пристап кон оваа благодат. Не само што се помиривме со Бог, туку оваа благодат сега на нас ни отвара директен пристап до Бог, без притоа да мораме ние нешто да заработиме за да бидеме во неговото присуство. По таа благодат влегуваме во тоа заедништво. И вика, конечно, во вториот дел од вториот стих, се гордееме со надежта во славата Божја. И сега, ова може да звучи малку и контрадикторно. Ние како христијани сме цело време повикани на што? На понизност, нели? Да ги сметаме другите поголеми од нас. Ако некој сака да биде прв, што треба да прави? Треба другите да ги смета за поголеми, да им сложи на другите. Во второто поглавие од посланието на Павле до Филипјаните се зборува дека треба сите да бидеме како Христос, кој се понизи, дојде на земјата, зема обличај на човек, на слуга и така натаму и така натаму. И сега ова е многу интересно да читаме дека всушност во некаква слава треба да влеземе.
ќе го малку ова анализираме. Но уште еднаш прво да ја погледнеме пошироката слика. Значи, плодовите на нашето оправдување се мир, милост и благодат, како и слава. Што тоа значи? Мир со Бог, што сега го имаме, благодат во која што сега стоиме и слава на која што се надеваме, бидејќи надежта не посрамотува. А знаете ли што значи зборот слава, посебно ако размислуваме во Евангелието според Јован? И вика, тоа не се беше случило, знаете зошто? Бидејќи Исус Христос се уште не беше прославен. А што беше да се прослави Исус Христос? Да го заковаат на крст. За таква слава станува збор тука во ова Евангелие. Славата за која што всушност на која нам ни се нуди е слава која ни е понудена во милоста Божја која Христос ја обезбедува за нас. Ама е слава. Но истовремено, веќе од 3 стих натаму, нели, ќе се станува збор за тоа дека ние треба да издржиме и да истраеме во што? Да истраеме во маките и неволите во кои што се наоѓаме во овој свет. И еве што Павле вели таму. Вика, се фалиме со славата, со надежта, вика, но се фалиме и со маките, знаејќи дека од маката се раѓа трпение. Значи, тоа е првата работа што создава кога сме во некаква мака, од трпението искуство, од искуството надеж и потоа вели пак, а надежта не разочарува. Нема да не посрамоти. Ова е поврзано со тие 3 глаголски времења со кои на 3 фази се опишани 3 фази на нашето спасение. Значи, тоа е непосредното здобивање на Божиот мир. Сега сме ние помирени со Бог, сега сме ние негови пријатели. Тоа значи дека непосредниот ефект на оправдувањето е исчезнувањето на непријателството меѓу Бог и меѓу нас, а тоа се случува преку помирителната сила на самиот Бог. Тоа е непосредно здобивање со Божиот мир. Потоа имаме благодата или милоста во која стоиме. Тоа е трајниот ефект на нашето оправдание. Значи, оваа милост во која што ние стоиме сега е трајна, бидејќи таа не ја дава некој привремен, некоја временска личност, туку ја дава Бог кој е вечен и Бог кој е секаде присутен и Бог кој ги има сите атрибути на она божество кое во суштина не е создадено, а создало се друго. И конечно имаме Божја слава. Конечниот исход на нашето спасение, славата во Библијата е секогаш манифестација на самиот Бог. Кога Мојсей сака да го види него лице в лице, што му вика? Покажи ми ја твојата слава. Покажи ми ја твојата слава, му вели Мојсей на Бог. И Бог вика, ќе видиш, но моето лице се уште нема да го видиш. Ќе го видиш мојот грб, ќе видиш мојата слава. Се до овој момент, до моментот кога Исус Христос ќе дојде на оваа земја и во него ќе можеме да го гледаме Бог лице в лице. Се објави Божјата слава. Славата е директна објава на Бог и средба со него очи во очи. Но за да се стигне до оваа средба со Бог на очи во очи, во конкретна и вечна смисла на зборот, мора да се изоди патот кој Исус го нарекува тесната патека. Таа патека пред се состои во тоа да се разбере човечката состојба, а тоа е состојба на грев и на страдање. Меѓутоа има еден сврзен елемент меѓу тие две работи, меѓу страдањата и славата, не само дека едното води кон другото. Уште помалку дека стискаме уста и трпеливо го поднесуваме едното во очекување на другото. Не! Ова не е некаква стоичка религија која вика најдобро ти е да издржиш се што ќе ти се случи, оти се едно ќе ти се случи. Горе-доле така некако. Па ако веќе ти се случува, поарно да не пискаш многу. Христијанството не е стоичка религија. Христијанството не е уверување и светоглед на стоицизмот. Напротив, всушност доаѓањето на Исус Христос на оваа земја е овој крик, оваа огромна
така да се каже, не на смртта и на страдањето. Тоа е зошто Исус Христос доаѓа на оваа земја. Сврзниот елемент не е стоицизмот. Издржи, истрпи. Не е тоа сврзниот елемент. Да, треба да се издржи и треба да се истрпи. Тоа не се исклучува. Но сврзниот елемент зошто се трпи не е трпењето само по себе. Не е докажувањето дека сме не знам од што сме направени, од кој материјал сме направени. Не е тоа. Сврзниот елемент е радоста. Се радуваме во обете состојби. Ако се радуваме во нашата надеж за слава, се радуваме и за нашите страдања. Ние сме, вика Павле, дури и воодушевени заради оваа состојба. И како е тоа можно? Па стиховите од 3 до 5 го објаснуваат токму овој парадокс. Човештвото нема што да му понуди на Бог за возврат на своето спасение. Немаме ништо да му понудиме на Бог, преку кое што Бог би погледнал и би кажал, ова вреди, тука може. Врз основа на ова, јас ќе ви понудам нешто за возврат, бидејќи вие давате нешто многу скапоцено. Што и да направи човекот, се што може да направи во најдобра смисла на зборот е да го даде она што веќе е должен да го направи. Човекот не може апсолутно нешто да заработи, човекот може само заради некои работи што не ги направил, нешто да изгуби, и тоа е токму што на нас не се има случајно како на човештво, како на раса. Затоа ние добиваме незаслужена милост. А кога добиваш милост, која е најприродната реакција која би требало да ја искажеш? Благодарност. Само да се подсетиме, за жал, нас, на човечкиот род, благодарноста баш и не ни оди баш најдобро. Колку само сакаме да сме самостојни. Колку само сакаме ние да додадеме нешто во оваа приказна и некако да се издвоиме дури од другите. Бог сите други ги спаси по милост, ама мене, мислам дека ја тука имам нешто. Јас тука нешто мислам дека имам малку повеќе додадено. Како што знаете ни стие, јас доаѓам од Струмичката позадина и од некои мали селца таму, и таму секогаш има луѓе кои се надговараат едни со други, и до денешен ден јас бев очевидец на една расправија каде што еден човек апсолутно тврдеше дека, и таква беше позадината негова, кај него се е нешто малку подобро, малку повеќе, малку поголемо, и тврдеше дека неговото фичо, единствено фичо во Југославија произведено, беше 1 педа подолго од сите други фича. Вика го мерев со педи, вика го мерев и моето фичо е поголемо. Ете, разбирате ли? Работа која во суштина е апсолутно, значи, замислете само кога би требало застава во тоа време Југославија да смени цела линија на производство за едно фичо да излезе за 1 педа подолго. Ама ете неговото излезе. И се колку е ова на нас да ни биде смешно, јас сакам да ве потсетам дека сите ние мериме и викаме моето фичо е за 1 педа подолго од другите. Моето фичо е подобро. На тој начин пристапуваме кон ова што го добиваме по благодат. Но да се дојде до мир со Бог, треба да разбереме првин кој е Бог, а потоа кои сме ние. И кога ќе разбереме оваа работа и кога ќе почнеме да живееме во ова сознание, тогаш се во нас произлегува од благодарност и од восхитеност од она што Бог не создал. Тоа што Бог ни го дал и тоа што можеме да бидеме свесни за своето постоење и што можеме да уживаме во заедништвото со Бог, кој е благонаклонет кон нас, кој не сака и кој не љуби и кој ни го посакува најдоброто. Или, јас би рекол, само со една буква, цела теологија на антропологија и теологија може да се сведат во една кратка реченица. Една буква само се менува. Бог е семокен, а човекот е немокен. Толку. Бог е семокен, а човекот е немокен. Тука лежи суштината на севкупната теологија на кој е Бог и севкупната антропологија на кој е човекот. Меѓутоа, кога Христос доаѓа на оваа земја и кога тој ја зема нашата немок, баш така веќе врз себе, ние ја преземаме неговата семокност. Замислете го тоа. Ова треба да ни влезе во глава, ова треба да ни влезе во срце. И кога тоа го добиваш и кога знаеш дека го добиваш по милост, тогаш веќе не се плашиш.
тогаш учествуваш во нешто величествено и знаеш дека не го заслужуваш, но даваш се од себе си, бидејќи не се плашиш дека некој нешто ќе ти грабне. Напротив, ќе застанеш пред Него со отворени раце секој ден и така доаѓаме кај Бог и велиме: Боже, ако ти не дадеш тука, ако ти ова не го исполниш денеска, јас немам тебе што да ти возвратам, ниту пак имам да дадам нешто на себе си, ниту пак можам да споделам нешто со другите. Затоа, Господе, те молам, дај според својата благодат и според својата добрина, според својата благонаклонетост. Повторно, ова не е учење за прифаќање на состојбите такви какви што се, на некакво трпење, на некаква издржливост, уште еднаш да кажам, на некаков стоицизам. Не. Напротив, ова за што ние тука зборуваме сега во овој момент е нешто многу повозвишено и нешто што оди многу подалеку и се поврзува со самата вечност. Тоа е надежта која е запечатена со љубов и која ни е дадена во силата и помазанието на Светиот Дух. Тоа значи дека ние не се радуваме во самите страдања. Христијанството не поддржува никаков мазохизам, покрај тоа што не поддржува никаков стоицизам. За жал, еве во Македонија која земам и Балканот, заради ред околности, историско, религиозни, геополитички, какви сакате, всушност голем дел од луѓето до денешен ден, иако се верници, велат дека веруваат во некакво божество, добар дел од нив веруваат дека се христијани, најголемиот дел од нив гледаат на целата ова ситуација како некаква судбина. Како некаква судбина. Па ако знаеш некоја магија, ако знаеш некоја формула, да можеш некако да се излечеш, и најчесто сето тоа е поврзано со тука и сега. Здравје, берикет, успех, не знам, наречете го што и да е таа работа. Не, христијанството и христијанската порака упатува дека маката носи трпение, но тоа не застанува тука. Трпението, вели, создава карактер, а карактерот произведува надеж. А кога живееш во надеж, не можеш да не бидеш полн со радост. И тогаш Павле пак се враќа назад, значи се враќаме на првата глава 16-17 стих, вика: а јас не се срамам од што? Од Евангелието. Не се срамам. Бидејќи во него е силата Божја. Во тоа Евангелие. Ова е радосната вест. И тогаш ние наспроти сите овие ситуации во кои што се наоѓаме, како луѓе кои веруваат на оваа блага вест, како луѓе кои го имаат прифатено токму оваа порака, дека не е важно низ какви моменти минуваме, не се важни ситуациите низ кои што се соочуваме во животот. Најважно е дека всушност низ тоа трпение, низ тој карактер, ние доаѓаме до моментот на надежта која никогаш нема да не разочара, и тогаш ќе бидеме полни со вистинска радост. Има еден автор, неговото име е Роберт Фулгам. Тој има напишано една многу интересна книга и се вика All I Really Need to Know I Learned in Kindergarten. Мислам дека Клементина многу знае за таквите работи, ќе ни каже. Значи, се што требаше да научам, вика Роберт Фулгам, го научив во забавиште. И он вика, што е? Па вика, една од работите што ја научив е дека топло млеко и колачинце се добри за твојот стомак. Добро. Ако најдеш нешто на подот што не е твое, немој да сметаш дека е твое. Треба да знаеш дека можеби некој друг го оставил таму. Кога одиш на тоалет и одиш по голема нужда, пушти вода. Немој да заборавиш. И такви работи се, сите овие нешта се поврзани, вика, се што требаше всушност јас да научам за животот, научив во градинка. И вика, ама сепак, како што старееш, се помалку се одучуваш од тие некои најважни работи. И вика, што? Па вика, ете, јас бев, работев едно време, вика, на еден ранч и таму имаше еден човек кој го преживеал Холокаустот. И вика, тој човек беше неверојатен, немаше многу голема плата, работеше само ноќни смени, ама никогаш не го слушнав да се жали. Јадеше секогаш иста храна. И го гледам еден ден, 2 дена, 5 дена, месец дена, година дена работиме заедно. И му доаѓам еден ден и му викам, што е со тебе? Ти никогаш за ништо не се жалиш, мене се ми пречи. Ми пречи ова, ми пречи она, работата, часовите, па дали премногу работа има, па дали ова. Он вика, ме погледна, мртов ладен, не го смени, вика, изгледот на лицето и вика, не си страдал
за тоа мрмориш. Не си страдал, за тоа мрмориш. Оно што јас сакам да го кажам е дека кога поминуваме со вистински став кон искуствата на овој свет, а добар дел од тие искуства всушност ќе бидат искуства кои ќе бидат страдање, ќе бидат мака. Треба кон нив да пристапиме токму со ставот дека преку нив ние можеме да изградиме трпение кој ќе не воведе во карактер. А карактерот е всушност пресудната она квалификација која не поврзува со Христос и со Бог. Се е милост. Ништо не може да направиме за да влеземе во Божјото присуство. Ништо не може да направиме за да го добиеме Божјото помазание. Меѓутоа, сите тие елементи на добрина, на благослов, на убавина, која Бог нас ни ги дава, истовремено, бидејќи тие капацитети ни се веќе дадени, значи повторно не се наши, се што останува е како ќе ги вратиме ние назад кон Бог. Како тој карактер ќе се оформи. И така, ние ќе бидеме луѓето кои нема да се срамат од Евангелието. А една работа е точна, дека се повеќе овој свет ќе се настројува против Евангелието. И за жал, затоа што во многу што црквата почнува да заборава што е таа добра вест, дека не е успехот, дека не е да се наметнеш политички на други, не е да им докажеш на другите вака или онака, туку дека е карактерот со кој што се живее во надеж. Многу пати Евангелието е всушност на некој начин нападнато од светот, не заради тоа што е Евангелие од Христос, туку затоа што ние го презентираме на крајно неадекватен начин. За тоа да се смени, за да можеме да растеме во таа насока на нашиот карактер, ние мораме да се поврземе со Божјата благодат и мораме да се потпреме на верата и на карактерот кои создаваат надеж. Како инаку да се објасни овој чин за човештвото кој Христос ни го дава, освен по неговата голема љубов и неговата голема милост. Павле вели дека Бог умре, за кого умре Бог? Тука што вика? Бог умре за безбожниците. Тогаш умрел Бог. Не умрел Бог за некои достојни херои и луѓе и рекал, види, овие се достојните, за нив ќе умрам. Туку умрел за безбожниците. Како сме опишани во овие стихови? Опишани сме како безпомошни, опишани сме како безбожни, опишани сме како грешни, опишани сме како непријатели. Тоа е неверојатен нагласок наспроти ова констатација дека Исус Христос умрел токму за нас таквите. И ова не вклучува секој од нас, безпомошен, безбожен, грешен, непријател Божи. Ова е тој контекст на она што ние го гледаме на така наречениот аргумент. Аргументот многу повеќе, тоа се нарекува аргумент а фортериори. Значи, од она што следи да знаеме, ако Бог умрел за непријателите, ако Бог ги згрижил своите непријатели, колку повеќе сега кога сме помирени со Бог, тоа ќе го направи за нас кои сме негови пријатели. Многу повеќе. Веќе потоа во стиховите 9 до 11 Павле ги става оправдувањето и прославувањето во еден остар контраст. Контрастот е меѓу сегашното оправдување и нашето идно спасение од исторениот Божи гнев кој доаѓа на судниот ден. Но методите како тоа се постигнува се исто ставени во контраст. Имено, воскреснатиот Христос ќе го заврши веќе почнатото со неговата смрт, а конечно се прави и контраст на состојбата на оние кои ја примиле оваа благодат и оние кои во Христос станале негови пријатели. А што е со сегашноста? Оваа тешка, неизвестна, утепана и дотепана сегашност, не само на Македонија, туку на целиот свет. Оваа сегашност на пандемија на COVID-19. Што со неа? Павле прави уште еден контраст меѓу оваа жална состојба на светот наспроти радоста на христијаните. Меѓутоа, како е тоа можно да се направи? Тоа е можно токму затоа што вика Павле, се фалиме со Бога преку нашиот Господ Исус Христос, преку кого добивме сега помирување со Бог.
ова е уште еден контраст меѓу жалната состојба на овој свет и возвишената состојба која Христос им ја нуди на сите оние кои веруваат во Него и сакаат да го следат. Ова е нешто кој јас верувам е еден од најклучните состојки против отровот на пораките во кои што живееме во овој свет. На пораките кои сега светот го прават, уште ковид толку многу не изолира, толку многу почнува уште повеќе да ги потенцира сите проблеми на современото општество на 21. век и на индивидуализмот во него. Така што сите оние други проблеми ги гледаме како ни се покажуваат на екранот 24 часа на ден. И ако не сме внимателни, наместо Евангелието на Исус Христос, ќе почнеме да проповедаме некое сопствено Евангелие кое се базира на сопствени сили. Тоа не смее да ни се случи, бидејќи тогаш поразот е сигурен и тотално неизбежен. А ние сонуваме за што? Ние сонуваме за победа и ние сонуваме за слава. Не можеме да влеземе во тој свет ако пред тоа не сме во целост помазани и целосно влезени, целосно обземени, целосно крстени, така да кажам, преплавени од надежта која никогаш нема да разочара. Тогаш нема да се караме со луѓе, нема да се расправаме со нив. Тогаш нашиот став и нашата радост ќе бидат опресведочувањето за кое што Евангелието секогаш останува, дали во првиот или во 21. век. Добрата вест од која што не се срамиме, бидејќи имаме надеж која никогаш нема да не посрами и никогаш нема да не разочара. Драги мои, за ова Евангелие зборувам. За ова Евангелие вреди да се живее, вреди да се страда, ама над се, за ова Евангелие вреди да се радува. Амин.